Додека во Грција продолжува потрагата по исчезнатите во катастрофалните пожари, бројот на загинати се искачи над 80. Ситуацијата е хаотична, жителите пријавуваат свои блиски за кои што не знаат каде се, но може да се меѓу еглено-саните тела чија што идентификација оди тешко. Бројот на исчезнати се зголеми на 34. Спасувачите на терен трагаат по домовите, автомобилите и хотелите зафатени од пожарот. Властите стравуваат дека бројот на загинати ќе се искачи над 100. Од рано утрово, татко на 2 9-годишни близначки бара помош преку медиумите да ги најдат неговите ќерки. Биле со бабата и со дедото во Мати, пошто им се губи секаква трага, се додека сосема случајно не биле видени на телевизија во еден од чамците што ги спасувале луѓето по морски пат. Таткото вели дека со сигурност се неговите ќерки, но сега никој не знае каде се девојчињата. Заедно со група граѓани биле спасени од една од плажите и со брод префрлени до пристаништето Рафина. Ако се случило најлошото, и моите родители се мртви, а девојчињата се спасени, никој не известил дали некој ги згрижил и каде. Затоа што јасно се гледа дека во чамецот се сами, вели таткото на 9-годишните близначки. Среќно завршил обидот на грчкиот доктор гинеколог Јоанис Калогиру да ги спаси неговите синови и сестрата на неговата сопруга, кои се засолнале во еден од хотелите, и покрај наредбата од пожарникарите дека е премногу ризично. Секаде гореа куќи, а лево и десно изгорени автомобили, но кога 7-годишниот син на телефон ми велеше: "Тато, се гушам", реков: "Одам, ако умре син ми, за мене животот нема ни..." Секаде гореа куќи, а лево и десно изгорени автомобили. Но кога 7-годишниот син на телефон ми велеше: "Тато, се гушам", реков: "Одам, ако умре син ми, за мене животот нема да има никаква смисла. Може би направив глупост, но успеав", раскажа на неговиот Facebook. Голем е бројот на трагични судбини кога цели семејства изгореле во пожарот. Членови на едно семејство се спасиле, а други загинале. Но и такви кои направиле лоша проценка и бегале со автомобил, но домовите не им ги зафатил пожарот. Сега помош чекаат преживеаните. Населбите погодени од пожарот се без вода и електрична енергија, но другите општини се организираа за помош. Спортската сала во населбата Рафина е адаптирана со кревети за да се сместат тие што ги загубија домовите во пожарот. Волонтери, организации и граѓани започнаа хуманитарни акции. Владата одвои 20 милиони и одобри даночни олеснувања, а ќе отвори специјална банкарска сметка за донации. Откако ќе се утврдат штетите, ќе бидат објавени мерки за поддршка на семејствата на жртвите и на оние чии што домови беа уништени.